Добар ден, почитувани представници на медиумите. Би сакал да истакнам само дел од проектите кои што се реализираат во општина Илинден и да најавам неколку проекти кои што во наредниот период планираме да ги реализираме. Општина Илинден во изминатиот период тежне е да прерасне од рурална во урбана средина и за таа цел еден од најзначајните проекти кои што го реализиравме дел е доизградба и пуштање во функција на првиот сегмент од фекалната канализација со должина од 5700 метри и пречистителна станица со капацитет од 1250 еквивалент жители. Пуштање во потреба и целосно опремување на објектот на првата општинска детска градинка. Понатаму општина Илинден доби награда од Европската унија за локален економски развој. Во општината се организираат бесплатни курсеви за странски јазици, англиски, германски, италијански, шпански. Понатаму уметност, сликарство и музика, гитара за 600 ученици и младенци, активни учесници во рамките на Општинскиот културно-едукативен центар Илинден. Комплетно завршување и изградба на издаден одобрение за употреба на помошно фудбалско игралиште во соработка со Агенцијата за млади и спорт во рамките на проектот на владата на Република Македонија 50 фудбалски игралишта. Понатаму во текот на летово е завршено проширување до изградба на основното училиште Гоце Делчев со 2 нови училници и целосно нови тоалети. Исто така во Миладиновци, во основното училиште Браќа Миладиновци целосно се заменети старите прозорци со нови. Чистењето и обновувањето, реконструкцијата на отворени одводни канали за запаќање на атмосферски води со вкупна должина од 7000 метри. Понатаму извршивме реконструкција на влезната улица на општината и морам да кажам дека една од делот каде што највеќе сме посветени, а тоа е привлекување на инвеститори, односно во делот на локалниот економски развој, за кој што во претходен период од неколку месеци од оваа година имаме нови инвестиции во вредност од околу 16 милиони и 690 хиляди евра и се издадени 16 одобренија за градење. Со цел да општината биде отворена и да се приближи кон граѓаните, го реализиравме проектот кој што го носи називот "Телефонот звони 2 пати". Тоа значи дека со највеќе 2 пати звонења ќе може секој граѓанин да добие информација во нашата општина на телефонот 2571703. Тоа обезбедува партиципација и учество на јавноста. Понатаму почна процедурата за воспоставување на ИСО стандарди кај локалната администрација. Во тек изградба и ново помошно фудбалско игралиште во Калино. Ангажирани се 30 сезонски работници за одржување на хигиената, уредување на јавни сообраќајни и зелени површини на територија на општина Илинден во рамките на проектот на владата на Република Македонија преку Агенцијата за вработување. Имаме подобрување во јавниот градски превоз со зголемување на бројот на редовни автобуски линии. Издаден е првиот општински весник, општинскиот информатор. Следењето на резултатите од состојбата на амбиентниот воздух, водата за пиење и отпадните води од влијанието на ОПТА на монитор во општинската зграда и на веб-сајтот на Министерството за животна средина и просторно планирање. Во изминатиот период се реализирани културни манифестации, една од нив е со оригинален назив "Подарете книга за Великденско јајце", символ на Христовото воскресение, кој што општина Илинден 4 пати го организира и се собрани вкупно 6000 книги за нашите ученици. Одржани се и 10-тите меѓународни литературни средби Илинден под мотото "Слободни поетски денови".
а исто така е подпишана и спогодба за меѓуопштинска соработка во областа на водоснабдувањето помеѓу општините Илинден, Газибаба и Петровец. Тоа е во делот на регионалниот развој и на меѓуопштинската соработка. Јас би сакал да истакнам дека по повод денот на општината Илинден и националниот и државен верски празник беше свечено предаден во употреба првиот сегмент од фекалната канализација во општина Илинден. Изградбата на фекалната канализација за зафаќање и третман на отпадните води е еден од приоритетите дефинирани од страна на граѓаните на општина Илинден. Целиот систем за зафаќање, прифаќање и третман на отпадните води на територија на општина Илинден се состои од 24 сегменти кои што работат независно еден од друг. Ова во секој случај представува еден од предностите на проектот затоа што сегментите се планираат да се градат онака како што ќе стасуваат и средства и приливите. Во рамките на првиот сегмент беше свечено предаден во употреба и почна со реализација на првите изградени се првите 5700 метри од фекалната канализација и пуштена е пречистителната станица која што е во функција за 1250 еквивалент жители. До сегашната изградба чинеше 23 милиони денари, од кои 9 милиони и 400 илјади денари се обезбедени од Министерството за транспорт и врски.